позитивно сценарио, убаво е што е правен буџетот за позитивно сценарио, меѓутоа секогаш треба да бидеме спремни и за нешто лошо, а не да трчаме по жешка песок, така? Значи ние постојано гледаме позитивно на работите и дај Боже да е така. Меѓутоа пак ќе го поставам истото прашање, што е драстично сменето? Апсолутно ништо. Не гледам изгледи како би се подобрило. Во право сте што правите споредба со 2020-та, меѓутоа двајца знаеме дека таа не е релевантна година за да правиме споредби. Во право сте дека некаде низ Европа и низ светот веќе привршува ова ковид криза. Меѓутоа ние во синџирот на производство сме последни. И секогаш последни го фаќаме возот за било што. Не можеме да очекуваме дека ако Германија закрепне, ние веднаш ќе закрепнеме. Не можеме. Ние сме многу далеку и можеме само да сонуваме. Јас пак ќе повторам. Имаме многу реални проблеми кои што треба да ги решим. Прашањето е дали некогаш бил растот над 4%. И сме имали години без кризи. А вие овие години што и кажувате 2013-2015 имаше европска должничка криза. Се согласиме тук. И јас не ја зимам за релевантна 2020 година. Само кажувам дека оваа влада е позната по неработење и по неспособност. И ништо немаме некои увезени експерти за да можеме да очекуваме дека нешто ќе се подобри. Еве немаме криза година, така теоретски веќе нема криза, иако знаеме сите дека имаме, 55% имаме реализација. До крајот на годината 60% ќе стаса. Никогаш не сме достигнале на некој ниво што би ни дало надеж понатаму. Па посебно ако остане Заев со неговите пајташи, не очекувам дека ќе подобрување. За реинвестициите воопшто не сакам да зборувам и пак ќе повторам, бидејќи бевте коректна, ќе повторам, сакам заеднички да донесеме измени кои што ќе се однесуваат директно на подобрувањето на животот и на компаниите за едната година. Ви благодарам.